За половина час во Кочани треба да почне маршот на ангелите. Маршот е закажан за 16 часот и 5 минути како символ на задоцнетата реакција на институциите што доведе до пожарот во кој загинаа 62 луѓе. Во Кочани е Викторија Јованова. Викторија, пред маршот семејствата соопштија дека ја одбиваат поканата на премиерот за средба. Кој е нивното објаснување? Така, Марија, тие во писменото известување синоќа кој што го објавија и го испратија на медиумите, велат дека оваа покана е задоцнета. Тие предложиле премиерот да дојде во Кочани, во било која форма или содржина каква што тој сака да се сретне со нив. Во писменото известување велат, сметавме дека предлогот за средба во Кочани е разумен и оправдан, особено затоа што дел од родителите не се во можност да патуваат поради последиците од трагедијата. Се вели во писменото соопштение од страна на семејствата на загинатите и повредените. Инаку за половина час овде во Паркот на Револуцијата треба да започне петиот протестен марш. Маршрутата, односно движењето на семејствата на починатите и на повредените во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани е веќе познат. Се почнува овде токму од Паркот на Револуцијата, се оди кон трговскиот центар, каде што е кафулето на собственикот на дискотеката Пулс, потоа се оди кон општина Кочани, кон зградата на општина Кочани, поворката оди кон полициската станица и завршуваат кај обвинителството. Она што во ова линковско јавување на Телма можеме да го кажеме дека со нас се двајца волонтери во Сапорт Кочани кои што деновиве ја подигнуваат на повисоко кампањата за донации за предсе за повредените во дискотеката. Со нас овде е Љубомир Игњатов и Бојан Манасиев. Љубомир, да ни кажеш зошто ја на повисоко ниво еве ја покренувате кампањата за повредените во дискотеката. Инаку вие бевте и дел, тоест бевте токму во пожарот во дискотеката во Пулс во Кочани. Сакам да кажам дека нашето работење е активно зголемено во последните денови. Сметаме дека се уште ќе бидат потребни донации, дека дел од јавноста се уште не е ни свесна за сериозноста на проблемот и повредите на кои што се изложени повредените. Процесот кај нив за опоравување ќе биде долг, кај некој дури ќе трае до 1 до 2 години. Исто така тој процес ќе биде макотрпен и доста скап. Ракавиците Колку еве семејства имат побарано деца, имат побарано помош и во каква помош бараат од вас? Конкретно за компресивната облека, која што ние сега моментално примарна цел да успееме да обезбедиме, не се имат јавено околу 60 до 70 лица на кои што им е неопходна, што помага за избледување, за опаравување и за санирање на изгорениците, во зависност од степенот и колку време ќе биде потребно. Конкретно тие се доста скапи, пример една ракавица кошта 700.000 евра, зависно од лицето. Тие се прават по димензии, зависно на кое лице што им е потребно. Пример доваѓаат доктори или лица од други градови, од други земји, кои што земаат соодветна мерка и според тоа прават за секој лице посебна облека. Колку, рековме, лица бараат од повредените вакви силиконски ракавици, исто така и помагала, бидејќи дел од повредените имат и ампутации? Бројот не го знаеме за точно, но знаеме дека е над 70. Тоа е неопходно за сите што тоа е според медицинска белешка, буквално медицинците и докторите одредуваат на кој им е потребно и ние само им помагаме. Бојан, од вчера почна герила акција, имавме една таква во Скопје, кој што еден млад човек го сврти вниманието повторно за Кочани. Дали ова е дел од Сапорт Кочани, дали ова вие го поддржувате? Самата иницијатива беше на изведувачот на акцијата Мартин Кировски, кој што успеа, да кажем, да привлече внимание повторно кон Кочани, за да повторно се вратат донациите, бидејќи во последен период тие полека опајаат. И тоа му беше една акција, иницијатива, фактички повторно да го привлече вниманието, повторно се обрне внимание на Кочани. И ние како Сапорт Кочани ќе ги поддржуваме сите акции
кои што се за доброто за Кочани. Мислиме дека оваа акција беше за добро за Кочани, затоа ја поддржувам. Во моментов донациите ви се исто така насочени кон општата болница во Кочани, каде што на рехабилитација се повеќе повредени млади луѓе. Веќе имате обезбедено неколку донации и во која насока ќе следат наредните идните донации? Како што рековте, имаме обезбедено дел. Последно беше хиперболичната комора, која што е со поголема оксидација и ќе помага за прочистување на дишните паштишта, исто така и за санирање на дел од повредите и изгорениците. Во болницата, искрено кај нас, стањето не е најсјајно. Има доста работи кои што не достигаат. Сметаме дека треба да се обрне внимание доста на тоа и да има и таму насочено донации. Има потреба од некои завои, креми и слични реквизити кои што ќе придонесат побрзо опоравување на повредените. И сметаме дека ќе бидат потребни доста донации, така да кој што е спремен да донира за болницата може да ни се обрати и да и насочиме правци како може да помогнеме и да допринесеме што повеќе. Имате обезбедено 100 кревети, што друго е потребно во болницата во Кочани да се реновира? Рековте дека не се соодветни добри условите. Мислам дека таму треба да има здраво реновирање, да кажеме. Исто така вецињата се во доста лошо стање, собите не се перфектни. Треба од наједноставни па до најкомплицирани работи. Сметам дека тоа треба некој постручен да го каже од мене, ама треба да се најдат донатори кои што ќе бидат спремни да подкренат болницата на малку подобро ниво. Ради тоа што процесот ќе биде уште 1-2 години, сметам дека тие дечки, тие повредени лица заслужуваат да имат макар основни и малку подобри услови за лекување, ради тоа што сериозноста на проблемот е преголема. Ви благодарам на разговорот. Марија, ние сме овде во паркот на Револуцијата, каде што за 20 минути треба да почне петиот протестен марш на семејствата на загинатите и повредените во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Знаеме дека 62 лица загинаа, додека околу 200 беа повредени, кои што веќе и постепено се враќаат во своите домови.